Од Тетово до Старосело, оттаму до Љуботен. По вечерниот одмор следува нов предизвик. Ливадичко езеро со своите убавини и овој пат ги привлече планинарите. Сместено на северозападното било на Шарпланина на 2137 метри надморска висина, обкружено со повеќе ридести височинки, ова е едно од 26 планински очи на Шара. Бреговите му се карпести, а највпечатлива е надвиснатата карпа над езерските води, настаната од ударната сила на езерските бранови со длабнатина од 2 метра. За планинарите од планинарскиот клуб Љуботен, Ливадичко езеро е предизвик, но и обсесија. И покрај тежината на патеката, редовно доаѓаат до овој предел. Викендов со повод. Меморијалот Мирко Маринковиќ по 19-ти пат го организираа тетовските планинари. Ливадичко езеро е едно од поголемите шарпланински езера. Се пристигнува негде за околу 3,5 часа од домот до Љуботен. Планинарскиот клуб Љуботен денес пристигна на езерото, имавме еден прекрасен ден, убаво време. Се надеваме дека такво време ќе биде и кога ќе се враќаме кон планинарскиот дом Љуботен. Со нас на оваа планинарска тура имавме две групи од Чешка, кои што они својот пат ќе го продолжат кон Титовар, ние се враќаме кон домот на Љуботен. На оваа 30 члена група им се придружија и нивните пријатели од други градови на Македонија, но дојдоа и од Чешка. Ние сме група од 4 пријатели и ја истражуваме Македонија, а посебно Шарпланина. Дојдовме пред 2 дена. Имавме можност да се запознаеме со група пријателски расположени луѓе. Од она што го видовме досега можеме да кажеме дека Шарпланина е најдобра на Балканот, а посебно овие луѓе. Планинарите од планинарскиот клуб Љуботен по 3,5 часа пат од Љуботен до Ливадичко езеро, по кустиот одмор и освежувањето во студените езерски води, се вратија назад до Љуботен и оттаму уште 2 часа до Старосело. Нивните чешки пријатели продолжија кон Титов врв, за да ја заокружат својата приказна за убавините на Шарпланина и луѓето кои живеат овде.